Во тек се активностите за воспоставување едноставно решение за воведување електронски идентитет на граѓаните, кои би имали и улогата на идентитет во здравството, односно изнаоѓање привремено решение со кое би се надминал проблемот со користење на електронските здравствени картички. Картичката, дигиталниот и сертификат. Привременото решение со составување на постојаниот систем за електронски услуги во здравството е во корелација со иницијативите на Министерството за внатрешни работи, додека се развие трајно решение – електронска лична карта. Се очекува проблемот да се надмине кон крајот на 2017 година, велат од Министерството за здравство. Оттаму објаснуваат дека граѓаните што платиле за електронска здравствена картичка, а не ја добиле, во нареден период секако ќе ја добијат. Во однос на платените, а не добиени електронски картички, информираме дека по надминувањето на општиот проблем со користењето на ЕЗК и дигиталниот сертификат, сите граѓани ќе добијат нови ЕЗК, додаваат од Министерството за здравство. Инаку печатењето на картичките се испроблематизира пред 3 години. Тогаш истече договорот на Министерството за здравство со хрватската компанија АКД, која ги печаташе, па некои останаа и недопечатени. Минатата година истече важноста на дел од картичките, па фондот во моментот не може да го реши проблемот, ангажирајќи ја компанијата Керка на АКД да ги испечати од оние што останале непотрошени од претходниот договор со хрватската компанија. Минатата година од Фондот за здравство, откако беа ангажирани консултанти, најавија дека до истекот на годината ќе биде распишат тендер за нови картички, а за годинава пациентите да не останат без нив. Меѓутоа, тоа не се случи. Откако постојат електронски здравствени картички, се користат како замена за сините картони. Првичната замисла на проектот за воведување на електронска здравствена картичка беше таа да ги содржи сите потребни здравствени податоци за осигуреникот. Една здравствена картичка чини 250 денари.